Во какво време живееме? Во лудо, незаборавно, идиотско. Значи ние сме комотно, можам да речам, друштво со пречки во разборот. Поминавме низ фазата на заробена држава, хибриден режим, дали сега на патот кон ЕУ ќе се соочиме со квалификација на изолирана земја? Па го слушам тој наратив од страна на опозицијата, која што 7 години ништо не направи во поглед на интеграцијата на Македонија во Европската Унија, напротив не скара со соседите со кои што претходно имавме добри меѓусоседски односи. Се уште не. Мислам дека Европската Унија и генерално нашите западни партнери ќе имаат уште малку трпение со нас. Значи Македонија е излагана од Европа. Нема исклучувањето, односно овој декаплинг, како тоа популарно се нарекува, раздвојување на Македонија од Албанија да создаде меѓуетнички тензии веднаш. Може би по повлекувањето на Радев, кој беше од најрадикалните антимакедонски играчи во изминатиот период, може би малку да се сменат работите. Секој пат кога сме удирале во зид во меѓународната политика, внатрешната политичка ентропија ни се менувала на полошо. И тоа е оно што мене многу ме плаши. Тука во МРДПМН и Мицковски имаат огромна одговорност, се разбери неговиот тим, да не дозволат да западнат во исто она во кој западна Груевски, нели? Како да се заштитиме и што правите да се заштитиме од хакерските напади? За жал Македонија е единствената држава од поширокиот регион кој што нема закон за заштита на информацијските системи. Првите истрели во Прилеп, Скопје и Куманово на 11 октомври 1941 година го означуваат почетокот на антифашистичкото и партизанско движење во Македонија. Тоа е повод за доделување на престижните државни награди 11 октомври. Добитници на оваа награда се Марко Китевски, историчар на фолклорот, Јовица Михајловски, актер, Љупчо Каров, мултимедијален уметник и сликарот Владимир Темков. За гостинот во Трилинг ќе прочитате дека бил новинар, дека пее, свири, глуми. Многумина го препознаваат преку К15 ТВ серија од хумористично-сатиричен карактер. Честитки за наградата. Благодарам многу. Човек е мал покрај вас, голем сте во величините, но смеате и хуморот не ве остава намира. Па не можам, тоа е составен дел од мене, јас така сум се родил. Има ли простор во денешно време за смеја? Па, објективно имам најмногу простор во денешно време за смеја, за хумор, за сатира. Меѓутоа, малку е лудо времето, малку се многу искривоколчени работите, така да од друга страна човек како гледа, малку и нема простор. Значи, се сменија малку времењата, почна многу да реагираат самоиницијативни хигиеничари, јас така ги викам, и тоа ми ствара нервоза и од тој аспект викам зошто да се нервирам јас самиот, кога имало доволно простор во минатото да си ги кажам ставовите и мислењата, така да луѓето знаат како размислувам, а еве вака кога имаме вакви прилики, низ интервјуа, низ разговори, низ гостувања, ќе си кажеме што мислиме и како мислиме. Ти слушаш и 5 пати ти викам, не можам да дојдам, у секој момент треба да ми дојде министерот у почта, како? Па не сум ја крив, што партија нема кадар, бебе. Па јас сам ли дојдов тука, од партија ме партија? Повеќе од 10 години К15 ја нема на телевизиите. Зошто? Не им е на народот до смеја, немате инспирација или веќе се уморивте? Па, има... Значи, во случајов има две прашања, две можности да одговорам, а повеќе се причините зошто го нема К15. Едната што може би им била драга на некои од луѓето што коментира кога го снема К15, дека сме биле добри комичари, сатиричари, а сме биле лоши бизнисмени, што одмам можам да кажам дека не е точно и не се согласувам со тоа. А втората работа е што може би ние самите направивме неколку потези за кои што уште кога ги правевме бевме свесни или имавме некоја дилема дали се баш исправни во тој момент. Моје лично убедување, сега гледано од оваа дистанца,
дека ако сметаме дека К15 го нема како последица на некоја наша грешка, грешката би била тоа кога отворивме нашите телевизии и кога влеговме во бизнисот со Телепорт центарот, што емисијата не ја префрливме на нашата телевизија, туку отидовме повторно на една од телевизиите кои што има национална концесија. Дали во ова демократско општество има простор за цинизам, за хумор, за сатира? Или се повеќе се плашиме од реваншизам, закани? Во кое демократско општество? Во нашево или воопшто во демократско општество дали има простор? Во демократско општество би требало да има простор и ако гледаме вака општо гледано, глобално гледано, има простор за критика, има простор за сатира. Цинизам, не знам, цинизмот зависи од кој агол го гледаме и како го толкуваме цинизмот. За мене цинизмот не е некоја многу позитивна категорија. Иронијата е поблага форма, според мене. Значи има простор за иронија, има простор за критика, има простор за ево условно да речам да се третираат, да не речам да се исмејуваат некои негативни работи. Меѓутоа, простор имало секогаш. Ако се вратиме назад, и може би најголем доказ е и тоа, кога сега ги гледаме некои од скечевите што се работени пред 20 или 30 години, изгледаат како завчера да се снимани. Поголем доказ од тоа дека времето што е изминало, е 30 на години, било многу добро за нашава струка, за нашава работа, поголем доказ нема. Ако има простор за критика, за иронија, за сатира, хумор, зошто живееме или се повеќе сме обкружени од дефетисти, луѓе кои не гледаат перспектива? Знаете зошто е тоа така? Нашево општество, мислам дека се развиваше во погрешен правец. Мислам дека им овозможи на поединци, наместо придонесот што треба да го дадат во развојот на општеството, сите тие го насочува кон обстанокот или развојот, условно речено, на партиите во кои што делуваат. Сето тоа направи мали херои од луѓе кои што никогаш во животот не очекувале повеќе од тоа да добијат гратис карта за на фудбалска утакмица или за на некој концерт. Одеднаш такви луѓе стана битни, стана големи фактори, и тие такви луѓе не можат да поднесат кога ќе слушнат критика за себе или за нивната партија или за нивни блиски луѓе или за нивната условно речено идеологија. Тие такви луѓе почнат да се претворат во критизери и да бидеме до крај објективен, не ни се случило никогаш никој лично да ни реагира. Меѓутоа, како времето течеше, како годините одминуваа, почнавме да слушаме, јас барем, за мене можам да кажам, да слушам коментари кои не беа вообичаени на почетокот на појавувањето на К15. Почнаа луѓето да се лутат, да им пречи. Кога ќе види некоја ситуација и во која што не се препознава тој, многу му е интересно и многу му е смешно. И одеднаш кога ќе се најде, вечерта кога ќе се легне и кога ќе размисли малку или репризата кога ќе изгледа, јас стално викам дека кај К15 секој се пали на втора. Не дај Боже да треба само на буткање да пали К15, па некои и воопшто да не сватат што било приказката. Постои ли притаен страв кај политичарите од нивна реакција кога многу често ги критикуваме, им се исмејуваме? Па сега постои.
на времето мислам дека што се однесува до К15 и до мојава работа воопшто, зборам како сатиричар уште од времето на радиото, мислам дека во почеток се гледаше многу со симпатии. Во Македонија има многу малку сатиричари, има многу малку сатира, од секогаш било така. Ако го тргнеме на страна Остен, во времето на Дарко Марковиќ и не само во времето на Дарко Марковиќ, него воопшто како сатиричко списание, и ако ги тргнеме неколкуте, да речам, Хихирику како хумористично сатирична емисија на Радио Скопје, ННРВ во рамки кај нас во Радио Урневец, на времето Кавадаречка династија во Радио Кавадарци и К15 сега би рекол како врв на медиумската сатира, мислам дека нема нешто позначајно што ја размрдуело јавност. Значи, ние сме комотно, можам да речам, друштво со пречки во развојот. Предпоставам дека за време на снимањата на скечевите би се случило да имате пех некаков. Може да издвоите? Не знам, ме најде неспремен сега, заради тоа што обично сите не прашуваат да издвоиме некоја многу интересна ситуација, некоја анегдота, некои смешни моменти, али некои, не знам, не се сеќам дека сме имале некој пек. Ден денеска вака од време на време ви паѓа на памет, па ќе ви дојде да се подсмевнете, да се насмевнете? Па мене лично ми се случува сега и тоа ми е и интересно и смешно. Ми се случува да ми прати некој пријател, некој скеч, го гледам скечот во кој што играат Бранко и Васко, а јас не играм, и ми се случува да погледам скеч, што го гледам прв пат во животот. Не сум го видел кога се емитувало К15. Стар, да речеме, 30 години. Љупчо Бубакаров, добитник на овогодишната награда 11 октомври, заедно со уште 5 уметници. Каров, после шарената револуција, се ухлебивте, како што кокни велиме во владата. Од револуционер станавте конформист, му бевте советник на нашиот колега и новинар Роберт Поповски. Како факел му дававте на Поповски? Колку реално има улога и влијание мислењето на еден советник, владин? Вака мала корекција. Ја не бев дел од шарената револуција. Јас од секогаш сум индивидуалец и тоа што се поклопи да бидам и јас активен во време кога беа и луѓето од шарената револуција и тогашната опозиција, мене лично не ми смета, што ме поврзува така. Меѓутоа, ми пречи кога некој ќе ме сретне и во некој неврзан муабет кога ќе ми рече вие од шарената револуција. Значи, јас имав овакво понуда, условно да речам, да бидам дел од шарената револуција. И на тоа одговори со тоа дека јас секогаш моите ставови сум имал можност каде да ги искажам, мислејќи на емисиите и програмите што сум ги работел, а баш тогаш да речеме во К15 како последен проект што сум го работел. А што се однесува до конформист, излегува како правдање кога треба да објаснувам дека мене тие година и пол што ги работев како советник кај во Министерството кај Роберт Поповски за транспарентност и отчетност, да. Па, знаете што, мала дигресија, тоа министерство на почетокот сите малку како на шега го сваќа што е сега од транспарентност и отчетност. А сега транспарентност и отчетноста ни се на прво место. Цело време сега сите за тоа збориме. Дали денес се чувствувате изневерено? Бидејќи имавте веројатно многу големи очекувања. Да. Се чувствувам изневерен,
меѓутоа неизневерен од поединци со кои што сум разговарал и со кои што сум се договарал да бидам, еве условно да речам, дел од политиката тогаш. Меѓутоа се чувствувам изневерен пред се од односот на Европа према нас. Значи, ние сме најодговорно, тврдам. Видејќи тогаш во тој период имав доволно информации од прва рака, што се вика. Ние сме излагани. Не само што нас не излага. Значи, Македонија е излагана од Европа. Дали е тоа наша вина што ние сме немале доволно авторитет, што не би требало да се толкува така, затоа што ниедна мала земја не може да биде толку влијателна и така да се наметне за да постави своји услови и под нејзини услови да ги избутка до крај своите планови. Имавте можност да ги видите двете лица на двете страни и како обичен граѓанин да видите како функционира или да ја гледате како владее една гарнитура, но и да бидете дел од власта. Каде е потешко? Па, објективно, мислам дека во власта е многу потешко. Многу е потешко, затоа што таму Но најчесто велат сладка е власта. Дајте му на човек власт, па ќе видите како. Да, тоа е точно. Меѓутоа, потешко е за одговорни луѓе. За оние кои што одговорно сакаат да се ја завршат работата, многу му е тешко во еден амбиент кај што гледаш дека ништо не оди, кај што гледаш дека нема простор нешто да тргне напред, а ниту пак гледаш дека некој се обидува. Ние цело време живееме со надеж дека некој друг ќе ни ја заврши работата и можеби во некоја рака тоа е оправдано заради тоа што сме мала земја. Мислам дека многу грешевме што на луѓето не им објаснивме дека на време, дека работите не зависат од нас, него сакајќи да ги партиите да ги набилдаат собствените рейтинзи и политичарите индивидуалните, мислам дека многу често го залажува народот дека еве веќе сме на чекор од портите од рајот, дека од утре више ќе почнат да доаѓаат емисарите од Европа, ќе почнат по дома да доаѓаат и да ме прашуваат чомуски вам што ви треба за наредниот месец да ви обезбедиме. Така да мислам дека луѓето премногу очекува заради тоа што премногу им беше ветувано. Криминал на кило, корупција, стил на живот, раздисани политичари, суди, дел од бизнисмените. Албанците ќе не земат државата, многу често може да чуеме грците не блокираат 95-та, бугарите не ги сакаме, постои некаков анимозитет. И постојано ли проблемите ќе се обидуваме да ги ставаме под тепех и вината да ја бараме сосема на друго место, а не да се погледнеме сами во очи? Значи, вината не можеме да лоцираме само кај нас. Иако треба голем дел од вината да лоцираме кај нас. Не зборам за тоа за релациите со Европа, еве сега и последното што не се случи нам, него што се случи Албанија нели се оддели, ние останавме на споредниот колосек. Че чекаме сега некој да ги преспои шините, некој од поголемите, ако сака да ги преспои или ако се сети уопште дека треба да ги преспои. Вината гледам кај нас што ние дома не си ја одработивме работава за нас. Значи никој нас не е крив што е Пелагонија празна или овчеполе што не се садени со жито, па мораме да увезуваме жито, што мораме стално да чекаме некој да ни помогне. Никој не е виновен, еве да бидам по литературно македонски да се изразам, што образованието ни е на толку ниска точка да можам да ви кажам еден пример кога се отвараше Дрекслер Мајер у Кавадарци. Имав можност да разговарам со човекот кој што ги тестираше луѓето кога ги прима на работа. И ми кажа еден податок што е страшен.
луѓе кои што имаат дипломи, луѓе кои што завршиле факултети, покажале тотално незадоволително знаење на тестирањата кога требало да ги примат на работа. Па Дрекслер Мајер после тоа правеа курсеви за да ги оспособат луѓето, да оспособат кадар што ќе оспособува после кадар за работа во фабриката. Значи, од тоа поголем доказ дека образованието ни е на многу ниска гранка не постои. А да не зборам за воспитанието. Значи, ние како категорија никој не го спомнува више во етиката, никој не ја спомнува више. Јас нема интервју кај што не сум кажал професорот Кирил Темков цел живот го посвети на тоа да се воведе етиката како предмет во образованието и за жал не му успеа. И никој не збори за тоа. Моралот не е никаква категорија, дури на подсмев се гледа на тие работи. А се тргнува од тука. Логиката, што е животот? Ако не логика, чиста. Нема, тоа се категории не спомнувани, никој не работи на тоа. Нас само ни даваат, еве ти наочери, денеска розови, утре на потемно розови, да си видиш тоа што сакаш да го видиш и за да си легнеш задоволен, да можеш да заспиш полесно. И не е ништо страшно што според мене што луѓе ни бегаат во странство. Сите се жаламе дека млади ни одат во странство. Јас би бил многу радосен младите да ни одат во странство, ама во странство да имаат третман и да имаат позиции како што имаат домашните стручњаци, домашните вработени таму. Кај на што се случува? Еден добар IT инженер оди да работи во Германија за 3000 евра плата, на иста позиција за која што германецот зима 7000 евра плата. Благодарам за издвоеното време и гостувањето. Благодарам на поканата, ми беше задоволство. Председателот на владата вели дека остануваат на патот кон што побрза интеграција кон Европската Унија. Но патот кон Брисел е поплочен со голем број на предизвици. Пред се, околу реализацијата на уставните измени и внесувањето на бугарите во преамбулата. Во овој издание на Трилин гостин универзитетскиот професор Ненад Марковиќ. Професор Марковиќ, ако во минатото важевме за држава и добивавме квалификации дека сме хибриден режим, заробена држава, дали сега сме држава која полека паѓа во изолација? Тие квалификации кои се добиваат, претежно се мисли на извештајот на Freedom House Nations in Transit и слични извештаи како што се извештаите на Европската комисија, Бертелсман институтот и така натаму, многу тешко се менуваат и многу тешко се поправаат. Вие за да преминете од фаза на заробена држава барем во хибриден режим или барем во некои тие повисоки квалификации, она што се нарекува флот демокраси или демократија со мани, треба многу време, а за да расипете оценката треба буквално 1 година. Така да борбата за да добиеме подобра квалификација траеше многу долго и не успеавме повторно да излеземе од категоријата хибридни режими, затоа што и после неколку промени на власт се сочивме со системски аномалии кои не можеме да ги поправиме, кои евидентно не зависат од тоа дали левицата и десницата е на власт, туку се длабоко вкоренети во однесувањето, политичката култура, релациите на моќ и така натаму на самото општество. Тоа е во однос на првиот дел околу квалификациите и степенот на демократска созреаност на општеството. Во однос на вториот дел од прашањето, јас би рекол се уште не. Мислам дека Европската Унија и генерално нашите западни партнери ќе имаат уште малку трпение со нас, барем до локалните избори, ако ништо повеќе, да видат дали ние навистина ќе останеме во овој ќорсо какво кој упаднавме, или ќе пробаме некако да ја придвижиме ситуацијата напред. Така да мислам дека сега е еден малце лимбо период во кој се уште не сме влезени во изолација, во кој не гледам дека кај политичката елита има некоја идеја како да се продолжи напред и како да се излезе од овој очигледен ќорсо какво кој паднавме едносмерна улица од која има враќање само по ризик на
лични политички кариери. Низ каква диоптрија не гледа Брисел, кога, например, премиерот Мицковски вели дека за нас би било можеби добро решение одложено дејство на уставните, односно на уставните промени, ревидирање на францускиот предлог? Па не гледа. Во тоа е проблемот. Мислам дека апсолутно не ги регистрираат ваквите наши обиди да издействуваме. Ја не велам дека тие обиди се лоши, ниту дека се нелогични. Ако некој ја поддржува идејата и смета дека е добра, да на крајот на овој наш долг процес на евроинтеграција бидат направените измени, тоа сум јас. Апсолутно немам ништо против. Меѓутоа, кога луѓето од кои зависите и кои ги молите велат дека тоа нема да се случи и дека нема да добиете таа привилегија, дека тоа е зацртана помалку или повеќе работа, тогаш не ви останува ништо друго, туку да прифатите таа сурова реалност и да барате некаков поинаков пат кон остварување на оно што сакате да го остварите, без при тоа да се занесувате на некој начин дека ете тоа што сте го побарали некогаш ќе стане реалност. Мене ми е апсолутно, не го кажам ова со задоволство, немам обичај да бидам она што се нарекува злурад, да се ситам на луѓето, напротив, апсолутно ми е криво што Европска унија се оглуши за идејата, меѓутоа тоа е реалната околност во која се наоѓаме. Нема да прифатат промена и еден друг аспект на тоа како не гледаат, уште од времето на Груевски потекнува, не гледаат како циклично авторитарна или циклично заробена држава. Што значи дека имаш периоди кога степенот на демократија ти се подобрува или се подкрева на некој начин, кај што демократските стандарди малку успеваат да се подкренат, за потоа повторно да се вратиме во некаква. Сега, веројатно, она што е кај нив црвен аларм запалено, не е во однос на предлогот и како ќе се тера, туку како ќе бидат внатрешните прилики, апропо оваа неможност да се секој пат кога сме удирале во зид во меѓународната политика, внатрешната политичка ентропија ни се менувала на полошо. И тоа е оно што мене многу ме плаши. Тука во МРДПМН и Мицковски имаат огромна одговорност, се разбери неговиот тим, да не дозволат да западнат во исто она во која западна Груевски, нели, после 2008, тоа е една малодушност кај што велиш па добро ако веќе не одиме во НАТО, тогаш беше за НАТО, нели, 2008 со јадранската група, тогаш барем внатре ги заробиме сите процеси и ќе ја тераме државата како некаква приватна прчија, условно кажано, која потполно ќе ја заробиме медиумски, судски, од аспект безбедносен и секој друг. Мислам дека повторувањето на едно таква сценарија апсолутно нигде не води. Ние тој филм го гледавме и доведе на крајот до една промена на власт од која многу се очекуваше, од која многу малку се доби. Така да не би сакал да верувам дека повторно сме 2008 и дека тие циклични сценарии ќе продолжат да не се повторуваат. Се надевам дека некако ќе успееме од тој магемсак круг во кој се движиме 30 години малку да излеземе и да го разбиеме со некакво иновативно решение кој можеби ќе подразбира национален консензус, широка влада, што год. На стодена влада Мицковски на отчетот вели: ако мислите дека треба да ги полираме чевлите на некој од политичарите и земите членки на Европската унија и дека тоа е начинот и вистинскиот пат, простете, но јас не сум добар соговорник. Нема никогаш да направиме ниту една одстапка која што ќе значи дополнително понижување и срам за македонските граѓани. Дали при една ваква позиција и став сушност се повеќе се оддалечуваме од ЕУ? Па зошто му ги полираме чевлите на Орбан тогаш? Дали може премиерот да ми одговори? И тој е дел од Европската унија, тој е европски политичар, така? Еден од оние кои десницата на Балканот многу го сака затоа што води некаква политика на пркост, така? А тој е последниот човек кој може било што да ви обезбеди во Европска унија или да ви биде било каков лобиста, каков било лобиста, со оглед на тоа дека полот и повеќе од полот премиерите и председателите на државите членки не сакаат ни да се поздрават со него. Така да не разбирам аналогијата на полирањето на чевлите кога покажавме на крајно субмисивна политика кон една земја членка на Европската унија. Да, таа изиграва, Унгарија изиграва заедно со уште 2-3 држави, посебно од источниот блок, некаков enfant terrible во Европската унија, меѓутоа не мислам дека може било што нам да ни обезбеди ни на кој било начин да ни помогне. Кога сме кај разногласието, премиерот вели кога ќе се создадат услови, ќе преговараме со Софија за да постигнеме договор. Таравари изедмеđите велат дека постои можност за 6 месеци до крајот на годината да се спроведат уставните промени. Како гледате вие на овие дисонантни тонови?
Мислам дека Влене е партија која си прави или движење или коалиција од партии која ќе си го направи ЕСАП-от прилично јасно. Ако нивниот рейтинг почне да страда од предолгото одложување на внесувањето на бугарското малцинство, нели, исполнувањето на обврските од преговарачката рамка, ако тоа трае предолго, ако нели се пролонгира и ако им се одрази на рейтингот, што во моментов бидејќи нема објавено нови рейтинзи, не знаеме како стои, посебно визави ДУИ, многу јасно дека притисокот ќе се зголема. Ова е дел од тој притисок. Ја не мислам дека е тоа реално и не мислам дека за 6 месеци нешто драматично ќе се случи. Јас не очекувам ништо да се случи барем до локалните избори. За прв пат мислам дека можеби е тоа добро. Мора да се дехистеризира малку атмосферата. Да се смири атмосферата меѓу Софија и Скопје. Малку и да не се говори за прашањето. Нека легнат тоновите. Многу мои бугарски колеги се согласуваат со мене, кои се полиберални, кои се против ветото, кои да речеме се по-демократски настроени, не со оваа Каракачанов провиниенција и Слави Трифунов и таква екипа. И они сметаат дека во овој момент е добро да паднат тоновите, малце да се оладат главите и потоа да се разговара. И во таа смисла, окей, јас поддржувам. Нека има еден мал процес на хиатус, на смирување на страстите, после кој веројатно ќе можеме да влеземе малку потрезвено во дебата. Оно што не ни одговара и нема скоро да ни одговара, што тука се согласувам во потполност со политичарите кои тоа го истакнуваат, ние нема да имаме стабилен партнер од другата страна. Политичките процеси во Бугарија ќе останат динамични, ќе останат нестабилни на долг рок и таму ќе имаме партнер кој ќе ја менува формата, кој ќе го менува својот хабитус, кој ќе ја менува својата јачина и така натаму. ГЕРБ ќе биде некаков носител, меѓутоа ќе биде многу зависени од другите помали партии и во таа смисла мораме да се навикнеме дека од другата страна имаме малку нестабилен партнер за кој немаме јасна визура какви му се односите на сила. Може би по повлекувањето на Радев, кој беше од најрадикалните антимакедонски играчи во изминатиот период, може би малку да се сменат работите. Неговиот рейтинг, иако ова му е втор мандат и нели ќе замине сам од себе, неговиот рейтинг е прилично нарушен, барем кај на полиберална бугарска јавност, не само за македонското прашање, има тука други прашања кои го детерминираат и мислам дека по неговото заминување, ако дојде некој малку поразумен човек на негово место или малку човек кој ќе има можеби малку помек став кон македонското прашање, можеби тогаш да се создадат услови за малку поинаква атмосфера. Следите денес гостин во емисијата професор Ненад Марковиќ од Правниот факултет. Професоре, дали одвојувањето на Албанија од Северна Македонија на патот кон Брисел може да биде вовед во поттикнување на меѓуетнички тензии во државата? Во оваа фаза можеби не. Пријатно не е, крајот на светот исто така не е. Јас никогаш не гледам да внесувам непотребен патос, непотребна емоција во работи кои може рационално да се посматраат, а тоа се следниве работи. Прво, во ред е да спиеме на тоа дека ние сме хармонизирани во голема мера со ЕУ, дека можеме брзо да ги стигнеме и Албанија, и Србија, и Црна Гора. Ако тоа се пролонгира и трае долго, тој аргумент се повеќе ќе паѓа во вода. Зборува преска за внатрешната политичка ентропија како се менува. Да не забравиме дека во владата на Груевски ДУИ беше партнер во поголемиот дел од таа влада и дека тогаш се воспостави механизам на врзани садови во меѓуетничките односи, каде што на секое паѓање на рейтингот на некоја од партиите се правеа некакви меѓуетнички немири. Од што партиите кои беа на власти во некаков лост политички поставени, секогаш профитираа. Тој модел се покажа многу успешен кај нас. Нашата јавност е многу податна за таков тип на манипулација затоа што не ја препознава. И затоа што е страф од тоа дека ако не се приклучиш кон етничкиот мејнстрим на твоето етничко трло, ќе бидеш острахиран, ќе бидеш тргнат на страна. И затоа имаат потреба секогаш да партиципираат во ваков тип на zero sum game во кој нели ние се етнички се надаваме едни со други. Нема исклучувањето, односно овој декаплинг, како тоа популарно се нарекува, раздвојување на Македонија од Албанија да создаде меѓуетнички тензии веднаш, но ако се види дека се наоѓаме во ќорсокак, дека не знаеме како да излеземе од него, ако тоа почне да менува внатрешната политичка енергија во општеството, тогаш сигурно и меѓуетничките односи ќе страдаат. Каде оди оваа политика на постојано вперување на прстот дека некој друг ни е виновник и што кога веќе ќе немаме виновници? Дај Боже да го доживееме денот кога ќе немаме виновници и кога во потполност ќе преземеме одговорност за нашите постапки. Јас не мислам, има две работи. Не мислам дека ние сме виновни за работите кои ни се случуваат ексклузивно. Во смисол,
Она што десницата го нарекува, не поддржам никакви тези кои форсираат, она што десницата го нарекува аутошовинизам. Ние не баравме да ни се случи ова со Грција, ние не баравме да ни се случи ова со Бугарија, меѓутоа позицијата на жртва е многу опасна позиција во која можете да се наоѓате. Позицијата на жртва е, можете било кој психолог да го поканите во индивидуални односи да ви каже, веројатно на колективно ниво тоа е уште полошо, е позиција од која мора брзо да излезете. А ќе излезете со малку жртва и со многу стискање заби. Држењето на секоја политичка елита која ве држи во позиција на жртва, која ве држи во позиција на вие сте неправдени, вие за ништо не сте виновни, вие одзема и можност она што се нарекува agency во политичката наука, да вие си ги решавате вашите проблеми на начин на кој да има одредена цена, ама ќе има и одредени резултати. Така да исто веќе видена политика на галење на електоратот и популусот по главата и велејки вие ништо не сте криви, вие сте жртви, вие сте не можеме ние да попуштиме, ние сме за греота и така натаму, меѓутоа така создават една виктимизирана маса која апсолутно нема капацитет да се справи и зависи од тие политички елити и нема капацитет да се справи да излезе од сопствената чаура. Така. Знаете како? Непријатните околности се кои ни се случуваат е исто како да имате терминална болест или да имате болест која се заканува да стане терминална. Можете да седите и да викате дека е неправедно и неправедно е. Да се разбереме, неправедно е. Никој не сака да добие болест која е тешка, која е неизлечива, која е така. Нашите односи со соседите, ја стално повторувам, какви соседи имаме, непријатели не ни требаат. Ама можеме да седиме и да плачеме за тоа, или да пробаме таа болест да излечиме, или да контролираме, или да менаџираме на некаков начин. Ако седиме зачурени, ако седиме дома, ако ја пикаме главата во песок како ној, болеста брзо ќе нас овлада. Тоа е тоа. Прилично едноставно функционираат работите во меѓународната политика, не се многу комплицирани. Има тука односи на сила и така натаму. Далеко од тоа дека ние баравме ова да ни се случи, далеко од тоа дека заслуживме да ни се случи. Меѓутоа кога веќе се случи, мораме да бараме решенија. Не мислам дека која било политичка елита која во тој момент била во опозиција ќе добиела некаква друга понуда од она што го доби СДСМ дори беше на власт. Иако сметам дека СДСМ можеше сепак да даде малку повеќе отпор, особено кога се работи за односите со Бугарија, за односите со Грција, тоа е веќе една сосема друга тема. И мислам дека францускиот предлог и беше крајот на нивното владење, оној што се нарекува tipping point или точка на пресврт, после која веќе немаше враќање, затоа што вие можете еден идентитетски спор да го решите памалци на своја штета, фамозниот член 6 од Преспанскиот договор, но не можете два. Не можете два. Тоа е веќе премногу ризично за која било држава и кое било општество. Сега, иако се околностите такви какви што се, имаме две опции. Да плачеме во врска со тоа, да влечеме меѓународната заедница за ракав, да зборуваме колку сме неправдани и тоа се работи кои меѓународната заедница не интересираат и нашите партнери. Тоа не е тип на реторика кој луѓето сакаат да слушаат. Пробавме 10 години, таа работа не одеше. Не знам зашто луѓето мислат дека сега ќе не успее. Но добро, нека пробаат. Ние, се однесуваме како да го имаме целото време на светот, па зошто да не пробаме втор пат со истата работа која еднаш не функционирала? Професоре, на крајот, која ќе биде цената Македонија што би ја платила доколку на најавите дека ќе има нулта толеранција во битката против корупцијата и криминалот, ќе се реформира македонскиот правосуден систем, а се сведе на само замена на нивните со наши? Јас сум од оние луѓе кои, дружејќи се многу со моите колеги правници, особено и кривичари, и конституционалисти, сите сваќаме една работа дека идеите за темелна чистка во судство не се ништо друго до ова што и самиот го кажавте. Во принцип, прилика да ги замениш оние на кои не им веруваш и не ги контролираш со оние на кои им веруваш и контролираш, односно една суптилна нова верзија на црните тефтерчиња на Јанкуловска. Не верувам во апсолутен ветинг по албанското сценарио, не верувам во тие некои сценарии кои подразбираат некакво јас би рекол политичко чистилиште за правосудството. Верувам во инкрементална промена и подобрување на човечкиот материјал преку Академија за суди и јавни обвинители, преку ние на правниот факултет малку повеќе да преземе одговорност за тоа каков тип на кадар создаваме. Меѓутоа и менување на генералниот интегритет на општеството, тој се менува преку поведението кој политичките елити ни го покажуваат. Ако вие сте понатаму корумпирани, ако и понатаму сте владае непотизам, владае кронизам на сите страни,
Ако и понатаму местите тендери, немајте да очекувате дека судиите нема да се прилагодат на таквата атмосфера, или професорите, или докторите, или новинарите. Така да тоа е еден систем на врзани садови кој бара многу промени, а не една. Тој тип на лустрација, менување на состави на судски совет, мене не ми се допаѓа како работи судскиот совет. Сметам дека е многу проблематичен орган. Ама утре ако станам премиер, без амбиции тоа да бидам, не би им се мешал во работата затоа што тоа е посебна власт која треба да има свој еволутивен пат. И самите да се справат со своите проблеми. Во суштина, какво год законско решение да донесете, вие треба да го промените менталитетот, пресубмисивниот менталитет на судиите кон извршната власт, да сватат дека они се посебна власт, да разберат дека се своји луѓе и да разберат дека дури се во некои аспекти и помоќни од извршната власт. Извршната власт тоа кај нас никогаш нема да им го дозволи, за жал. Исто се однесува и на обвинителите, се разбира. Длабоко контаминирано дел од општеството кој нема да го исчистиме со никаква радикална хирургија. Може само полека и инкрементално да се залекува до степен каде што може би еден ден ќе си го врати рейтингот и достоинството кој судиите и јавните обвинители го заслужуваат. Тоа зависи само од нив. Не зависи од никакви лустрациони процеси кои може би се случиле во таа сфера. Благодарам. И благодарам и вам. Изминуваат 100 денови од владењето на ВМРО-ДПМН. Презентацијата на постигнатото, како по правило, минува во глорификација од и за премиерот. Овој пат централна фигура професор Мицковски. Трилинг со Стефан Андоновски, министер за дигитална трансформација. Тој е најмлад во составот на оваа влада и автентичен кадар на ВМРО-ДПМН. Добре дојдовте во емисијата. Добар ден, ви благодарам поканата. Господин Андоновски, како докторант на меѓународни односи, како да го деблокираме македонскиот евроинтегративен пат? Па мислам дека македонскиот евроинтегративен пат има две компоненти на кои што може да покаже резултати. Првата е домашната задача која што треба да ја завршиме и како влада ја започнавме многу експедитивно со донесување на планот за раст, односно организирање или договарање на планот за раст со Европската унија, и тој план кој што ни дава задачи во секој ресор, во секоја област, поединечно и заедно како целосно, како влада и како државна администрација до 2028 година. Секој со своите задачи да си ги исполни во својот домен, што ќе значи отклучување на средства, но и ќе значи подготвеност на Македонија за пристапување кон Европската унија, подготвеност внатрешна на институциите, на државата, на законодавството. И вториот дел е овие непринципиелни барања кои што продолжуваат од Бугарија, оваа тирада на напади кои што се случува врз Македонија и едно непочитување на Македонија со кое што мораме да се справуваме. И председателот во своето обраќање по повод 100 дена кажа дека ние не бегаме од разговори, но тие разговори мора да се водат врз база на аргументи, на факти и на докази. Не може да бидат разговори врз основа на сила и на покажување моќ. Јас користам еден аргумент: ако Бугарија бара од Македонија да го вклучи бугарското малцинство во преамбулата на уставот, зошто тоа не го бара од Албанија, кога таму се прикажале лажно дека има 7.500 бугари, иако знаеме дека тие се лажни податоци, затоа што знаеме на кој начин беа фабрикувани. Така што зошто се тие двојни стандарди? Поентата ми е дека Бугарија никогаш од нас не бара само и исклучиво внесување на бугарите во македонскиот устав, туку тоа е отварање врата за поголеми барања. И ние како влада сега работиме како да го заштитиме процесот тие поголеми барања. Поминавме низ фазата на заробена држава, хибриден режим, дали сега на патот кон ЕУ ќе се соочиме со квалификација на изолирана земја? Па го слушам тој наратив од страна на опозицијата, која што 7 години ништо не направи во поглед на интеграцијата на Македонија во Европската унија, напротив не скара со соседите со кои што претходно имавме добри меѓусоседски односи. И истовремено не можам да зборам за изолација кога еве јас во мојот ресор имав средби во 100 дена со 5 министри за дигитална трансформација на европски држави, а уште 4 ми се во најава во наредните 2 месеца. Истовремено да не зборам за министрот за надворешни работи, за премиерот, за председателката, така што не би можел да зборам за никаква изолација, но тој наратив го очекував од сегашната опозиција затоа што тие 7 години не понуди алтернативи. Сега нормално е да критикуваат. Многу често во изминатиот период се зборуваше за европеизација, бугаризација. Со доаѓањето на оваа власт сега за унгаризација. Дали ВМРО-ДПМН и оваа актуелна гарнитура паѓа под закрилата на Орбан?
Имаше еден апсурд кој што се случи пред 2020 година. Бевме обвинувани за блискоста како политичка партија со политичката партија Фидеш, но не му сметаше на тогашниот министер за евроинтеграција, мислам дека беше Бујар Османи, да се слика со унгарскиот министер за външни работи Сијарто, кога Унгарија донесе 2 авиона помош за време на короната, без прашања, без дилеми кај Унгарија дали на власта е социјалдемократска партија со Дуи или било кој друг, едноставно дојдоа и испорачаа помош. Тоа е пристапот кој што Унгарија го има кон Македонија цело во изминат период од 30 години. Мислам дека недоволно било капитализирано во смисла на вистинска соработка во пракса, затоа што ние често сме трчале како мала држава по големите сили и сме барале закрила, поддршка, помош, соработка со големите сили кои што за вас имаат време 1 минута во денот. И 1 минута ако имате и добра. Ние треба да бараме партнери кои што се од средна големина и исклучително важни за Македонија, и јас тука не ја исклучувам или не ексклузивно тоа не треба да биде само Унгарија, но целиот регион на Централна Европа е за нас многу интересен затоа што е блиско до нас. Во исто време доволно мал за да му бидеме ние интересни како пазар и за инвестиции, за привлекување странски директни инвестиции и за интернационализација на македонските бизниси, зашто најдобрите, најквалитетните македонски бизниси да не извезуваат во овие држави, и за културна соработка. И тука беше и мојата посета на Полска пред еден месец на најголемиот економски форум во Карпач, организиран токму од министерот за дигитална трансформација на Полска, затоа што сметам дека Полска е недоволно искористен контакт кој што ние го имаме како квалитетен контакт. Истото го сметам и за Унгарија, затоа што Унгарија покажа огромна подготвеност да ја помогне на Македонија во сите овие изминати години, но мислам дека таа соработка не се ефектуираше доволно во пракса, сега го имаме потенцијал тоа да го направиме. И оваа владина коалиција не е вакцинирана од партиска лојалност. Се најавувавте како опозиција дека кога ќе дојдете на власт ќе работите поскромно, дека ќе бидете порационални во трошењето, во кадрите и така натаму, но зошто имаше потреба да правите национални координатори, владини национални координатори, да формирате, да измислувате позиции заменик директор, помошник директор? Дали тоа е се во насока на задоволување на партиско-политичките апетити на коалиционите партнери? Па има еден екстрем кој што не обвинува за преголема партизација на општеството и има еден друг екстрем кој што вели недоволно брзо ги менувате кадрите од претходната влада кои што се поставени на позициите. И мислам дека се обидовме и успеавме да постигнеме баланс овој изминат период. Од една страна да на вистинските позиции ставиме луѓе кои што ќе си ја вршат својата работа, вистински ја вршат својата работа. Од друга страна, ако сметаме дека некој можеби има потенцијал да врши работата, независно што доаѓа од претходната власт, да не влеземе во целосна промена веднаш во првите 100 дена. За споредба на тоа, владата на СДСМ промени илјадници директори, раководители на сектори, на оделенија во првите 20 на 30 дена од владата, а во првите 100 дена обвини 3.500 функционери на ВМРО ДПМН за под политички прогон за непостоечки случаи. И огромен дел од нив се ги добија тие случаи, им беше исплаќана оштета. Десетици, стотици луѓе беа избркани од работа без основ за потоа да ги добијат средствата назад и да плаќаат оштета, и МВР, и Министерство за одбрана, и ЕЛЕМ и други институции. Ние не сакавме да влеземе во таа замка да нелегално вештачки бркаме луѓе од работа, за потоа тие луѓе нормално да тужат и да се добијат случаи во суд. И во исто време не сме подготвени да менуваме луѓе ако тие си ја вршат работата која што им ја дадена. За жал, во голем број од институциите се забележува сериозен недостаток. Ревизорските извештаи покажуваат многу неправилности во работењето и ние сме приморани да правиме промени во тие институции. Од поглед на трошењето на парите, ќе ви кажам, можам да зборам за мојот кабинет, за моето министерство, на пола се договорите на дело од тоа што биле порано и секој од оние луѓе кои што се ангажирани на договор на дело или на некој друг ангажман се секој ден на работа и се вршат 3 пати, 4 пати поефикасно работите од колку што се вршеле претходно со помала бројка на луѓе затоа што се поделивме со Министерството за јавна администрација. Значи може да се работи. Кога ќе почне процесот на намалување на државната управа и администрацијата? Па иако овој сектор повеќе не е во надлежност на Министерството за дигитална трансформација, можам да кажам дека постои дел од администрацијата кој што не ја врши својата работа и кој што треба да му се најде место во приватниот сектор, да си ја побара својата среќа, да речеме, во приватниот сектор и да покаже дека знае да работи во приватниот сектор.
опасноста од тоа автоматско преземање или тие пакети кои што ги слушам зачестено дека треба да им се даде отпремнина на луѓето само за да заминат, стравувам дека најдобрите од јавната администрација ќе заминат во приватниот сектор, а не оние кои што не си ја вршат работата. Нам ни е потребен мерит систем во оценувањето. Ако ние имаме добро оценување, квалитетно оценување на јавната администрација, точно ќе знаеме кои луѓе ни се навистина потребни, на кои се потпира целиот државен апарат, а кои луѓе треба да се заминат, односно да им се најде работно место во приватниот сектор. Проблемот се наоѓа во тоа што предолго зборуваме за реформа, а многу малку се прави. Реформата ни е потребна да почне веднаш. Таа ќе биде тешка, мако трпна, сигурно, но промените мора да започнат веднаш. Добро, веднаш што ве спречува до сега да почнете? Па мислам дека Министерството за јавна администрација веќе започна со анализи. Еден од законите е веќе ставен во процедура на дискусија со јавноста, на јавни дебати и така натаму, тоа е законот за административни службеници. Нам не се потребни две работи кои што се во моментот многу ригидни. Тоа е начинот на напредок во кариера и на уназадување, во смисла на казнување и наградување, а вториот е системот на плати. Ако тие два системи доволно добро се разработат, тогаш мислам дека ќе имаме добри резултати. Не е добро решението да вие можете било кого да избркате од работа утре затоа што не ви се допаѓа, но во исто време не е добро овој ригиден систем во кој што ако некој стане раководител на сектор на 42-3 години, тој до 62-3 години останува на истата позиција и не можете никако да му влијаете да ја врши својата задача. А станал раководител на сектор само заради исполнување на формални услови. И во исто време да не можете некого да наградите и да не можете на некого да казните кога тоа го заслужува. Тие два аспекти мислам дека ќе ни помогнат да јавната администрација биде пофлексибилна и да се дозволи таа флуктуација на луѓе. И последниот елемент кој што го ставивме и во владината програма, тоа е порталот за слободна циркулација на кадар. Еве јас во моето министерство во последните 100 дена имам побарано 10 преземања. Затоа што познавам луѓе во јавната администрација во други институции кои што вистински квалитетно си ја работата, а е соодветна на мојот ресор и сум побарал нивно преземање кон мојата институција. Овој процес зема од 30 до 60 дена по човек. И тоа е навистина тешко. Но ако заживее порталот за слободна циркулација на кадар, кој што сметам дека треба да биде дигитален, да биде онлайн, вие во секој момент можете да видите кој е достапен на трансфер листата и да го побарате тоа лице од таа институција да дојде кај вас, затоа што мислам дека на тој начин ќе откриеме колку вистинска јавна администрација како бројка ни е потребна и кои профили ни се потребни. Прочитав неодамна една објава на Андреја Кулавков, професор од Финки, кој вели комплетна дигитализација на јавниот сектор, особено во администрацијата, судскиот и управниот систем, може драматично да го стесни просторот на корупција. Кога и како? Многу едноставно да се каже и многу тешко да се направи, во целост се согласувам со изјавата на професорот. Во моментот има една платформа на која што комуницираат институциите меѓу себе, платформа за интероперабилност. Постои 11 години. Ние бевме една од првите држави во Југоисточна Европа што имаше. 50 на институции се вклучени, само 25 споделуваат информации на таа платформа во моментов. Наша задача на која што веќе работиме е платформата да ја модернизираме и тоа е наша задача како министерство. И во исто време мојот тим веќе работи со институции кои што потенцијално ги сметаме за најважни да почнат да комуницираат на платформата, да ги закачиме на таа платформа. Таа комуникација меѓу институциите ќе значи забрзан проток на информации. Често го кажувам примерот со управата за јавни приходи. Ние имаме можност во законот, еден од законите кои што покрива даночната сфера, да ако имаме непријавен данок на определено лице, тоа лице се казни, 70% од имотот се конфискува и се поведе кривична постапка. Но кој е проблемот во управата за јавни приходи? Бројот на инспектори е тој кој што го имаме, но за еден инспектор да заврши еден предмет му се потребни 6 месеци. Побара од катастар информации, па му вратат. Побара од агенција за вработување информации, па му вратат. Тоа патува по пошта, тоа се принта, зема премногу време. Ако сите се закачени на платформата за интероперабилност, а веќе законското право за прибирање информации го имаат, со 2-3 клика ќе успее инспекторот да ги добие сите информации кои што му се потребни. Како да се заштитиме и што правите да се заштитиме од хакерските напади врз централните државни финансиски системи? Како да се обезбеди подобра безбедност на овие делови? Долго зборуваме на оваа тема, а за жал Македонија е единствената држава од поширокиот регион кој што нема закон за заштита на информацијските системи или така наречен закон за сајбер безбедност.
Тоа значи дека лесно подложни сме на хакерски напади? Тоа значи дека зависи од секоја институција колку е самосвесна и раководителот на таа институција колку е самосвесен да знае дека опремата која што ја набавил ги нема или ги има потребните лиценци за заштита. И тоа е страшно. Затоа што нема стандард под кој минимум стандард кој што секој мора да го следи. И во спротивност таа институција да има одговорност ако тоа не го прави. Затоа што ако вие немате соодветни други начини на функционирање на институцијата, вие ќе бидете казнети како раководно лице. Но ако вашиот систем не го има потребниот софтвер за заштита, антивирусна програма или некој друг систем за заштита, никој нема да ве казни. Никој не ве ни следи од институциите дали го следите законот. Односно, дали сте преземале потребната заштита. Господин Андоновски, во еден период го водевте партискиот аналитички центар на ВМРО. Да помене дали во партијата се уште постои КСИО, безбедносен и разузнавачки центар, формиран од времето на Змејковски, вие сте од помладата генерација на политичари, со Соколов и Диневски, тоа се користеше за внатре партиски дискредитации од странување на нелојалните. Тоа е една митска организација во партијата, кој што како еден од помладите членови од новата генерација на политичари, но член на партијата од 2009 сум ја слушал, ми ја раскажували во разговори со Змејковски. Во моментот не постои таква организацијска структура во партијата. Партијата ги има јавно тврдено организацијските структури во статутот и по нив се постапува. И тука е нашето функционирање, мислам дека нема таков простор за дискредитација на нашите партиски членови. Во јавноста се добива впечаток дека откако дојдовте на власт, отворивте голем број на фронтови и кон меѓународните партнери, кон соседна Грција, Бугарија, дома на домашен терен најавувате сериозна битка против корупцијата и криминалот, но засега сето тоа се сведува барем на флоскули од една страна, а од друга страна добиваме подигнување на тоналитетот во релациите со соседите, но и во релациите со Брисел, кои велат без уставни промени нема напред и без сериозни реформи натрешни во државата не може да очекувате значителен исчекор кон европската интеграција. Прво во делот околу нашите меѓународни партнери, мислам дека за прв пат нашите меѓународни партнери гледаат искреност од страна на владата, кога владините представници дискутираат со нив и отворено ги кажуваат македонските фрустрации. А тоа се фрустрации кои што потекнуваат од дволичноста, од неиспорачувањето од страна на нашите меѓународни партнери. Ние бевме убедувани дека само треба да се случи промената на името и да го почитуваме Преспанскиот договор и тогаш веднаш ќе се отворат портите на Европската унија и ќе станеме членка на НАТО. НАТО беше испорачано, но ветувањето кон граѓаните беше дека Европската унија ќе биде завршена приказна, дека тоа ќе биде лесен процес кој што кратко ќе трае, а партиските представници кои што опонираа на тој Преспански договор и промената на името беа убедувани дека преговорите ќе почнат веднаш со промената на името и ќе траат само 3-4 години. Но никој изминативе 7 години не кажува и во Брисел и кај другите наши меѓународни партнери дека фрустрацијата кај граѓаните е преголема од неисполнетите ветувања. И таа мора да се испорача нешто конкретно кон граѓаните. Тоа е делот од меѓународната заедница кон кој што ние имаме многу поотворен и поискрен пристап и мислам дека тоа се цени, затоа што не одиме со флоскули, со панел дискусии во кој што кажуваме колку е се прекрасно во Македонија и колку граѓаните едва чекаат да станат членки на Европската унија, независно од сите разочарувања што им се нудат на граѓаните. Напротив, кажуваме дека ова е нервозна ситуација која што ги разочарува граѓаните затоа што едноставно ни Европската унија не испорачува. Се почесто и се погласно се зборува дека ДУИ би можела после Нова година да биде дел од владината коалиција? Па мислам дека тоа се соништа на ДУИ, затоа што како се разградуваат нивните спреги во рамки на државните институции, така е потешко да се држи партијата во кондиција. И мислам дека сега се држи со соништа дека само што не дошле повторно на власт и само што нивните луѓе повторно не ги окупирале институциите како што ги окупираа изминатите 20 на години. Стабилна е коалицијата со коалиционите партнери од вреди и мислам дека само со заедничка работа, тимска работа, вистински тимска работа ќе постигнеме резултати и тоа и го покажуваме во пракса. Например, оваа борба против недозволеното нелегалното приредување игри на среќа, коцкањето, тоа е заедничка болка на македонските граѓани, независно дали се македонци, албанци, турци, роми, власи. Сите имаме млади,
пријатели, деца, роднини, братучеди кои што се завлезени во оваа сфера или па им е многу достапна оваа сфера на нелегалното онлайн коцкање и гледам сериозна искрена заложба и од представниците на ВЛЕМ и од представниците на ВМРО-ДПМН и од сите други членови на владата и институциите да се справиме со овој сериозен проблем и предизвик на македонското општество, а тоа е дека нашите млади се коцкаат нелегално на онлайн платформите. И таа е заложба која што заедно ја правиме и на крај ќе успееме. Се надевам дека нема да ја прокоцкате шансата да дадете позитивни резултати. Затоа ни избора граѓаните, се надевам и јас. Ви благодарам. Стефан Андоновски, министар за дигитална трансформација. Гледавте Трилинг, а во ова издание на ТВ магазинот гостуваа Стефан Андоновски, министер за дигитална трансформација. Потоа универзитетскиот професор од правниот факултет Ненад Марковиќ, како и мултимедијалниот уметник Љупчо Бубокаров. Довидување до идниот петок во исто време. Во меѓувреме, читајте на trilling.mk.